Откако извежбавме за односни реченици во германскиот јазик, сега продолжуваме за односни заменки и за следното видео ќе продолжиме со односни прилози. Ако сте го гледале до сега видеото, можете слободно да продолжите со вежбите. Денешните вежби ќе бидат за релатив прономен или односни заменки. Овие вежби се поврзани со првиот и вториот дел за односни заменки од предавањата за ниво А2, кои можете да ги најдете во плейлистата со А2 предавања. Можеме да започнеме односните заменки, веќе знаеме од предавањата дека се делат на неколку делови, и тоа релатив прономен für bestimmten Sachen или односни заменки за познати предмети, релатив прономен für bestimmten Personen, односни заменки за познати личности. Овие два делови веќе подетално ги извежбавме во видеото за односни реченици. Потоа третиот дел е релатив прономен für unbestimmten Sachen или за непознати предмети и за unbestimmten Personen или за непознати личности. Во денешното видео за сите овие 4 типови ќе направиме вежба. Првиот дел ќе ни биде споено за bestimmten Personen од Sachen или односни заменки за познати личности и предмети. Ќе дадеме помал број на примери, бидејќи овие веќе ги извежбавме во претходното видео. Односните заменки за овој тип веќе ги знаете од видеото за односни реченици. Номинатив и акузатив се многу слични со разлика во машкиот род. За генитив нема да дадеме примери, бидејќи генитив се учи понатаму. Прв пример, номинатив машки род. Ich bin der Mann, der in die Schwimmbad schwamm. Јас сум човекот кој во базенот пливаше. Das Mädchen, das hier wohnt, ist mein Tochter. Девојчето кое тука живее е моја ќерка. Ова е номинатив, среден род. Wir verhaften die Leute, die Bank beräuben haben. Ние ги апсиме луѓето кои банката ја има ограбено. Одиме со следен пример. Frau Anja, die heute viel gearbeitet hat, ist sehr müde. Господја Ања, која денес многу имаше работено, е многу уморна. Номинатив, женски род. Das Fahrrad, das der Vater verkauft hat, war kaputt. Велосипедот кој таткото го имаше купено беше расипан. Акузатив, среден род. Одиме со други реченици, исто акузатив, но машки род. Der Film, den ich zu Hause gesehen habe, ist sehr langweilig. Филмот кој јас дома го имав гледано е многу досаден. Die Kinder, die wir in der Schule besuchen haben, sind schlau. Децата кои ние ги посетивме во училиштето се итри. Акузатив, плурал. Следен пример е датив, плурал. Die Kinder, denen der Vater ein Fahrrad gekauft hat, spielen in der Straße. Децата на кои таткото им купи велосипед, играат на улицата. Датив, машки род. Der Kellner, dem ich ein Trinkgeld gab, bedanke sich. Келнерот на кој му дадов бакшиш се заблагодарува. И датив, женски род. Die Krankenschwester, der ich geholfen habe, heißt Tiffany. Медицинската сестра на која и помогнав се викала Тифани. Тоа беше за познати личности и предмети. Сега продолжуваме со третиот дел за ова видео, unbestimmten Sachen, односно непознати предмети.
Овај тип на релатив прономен опишуваат неколку типови на заменки и тоа индефинит или неопределени заменки, демонстратив прономен или демонстративни заменки и номен суперлатив или суперлатив на именките. Ќе дадеме по неколку примери за сите од овие. Прво, за индефинит прономен. Heute esse ich alles, was ich gekauft habe. Денес јас јадам се што имав купено. Diese Auskunft war nichts, was mir überraschte. Оваа информација не беше ништо што ме изненади. Ich habe dir geschenkt etwas, was du verdienst. Јас ти имам на тебе подарено нешто што заслужуваш. Weniges, was ich in der Schule lernte, war wichtig. Малку што јас во училиште учев беше важно. Es gibt vieles, was du kaufen sollst. Има многу што ти треба да купиш. Вторите примери ќе ни бидат за демонстратив прономен. Прва реченица: In dem Fernseher kann man das sehen, was ist falsch. На телевизор може да се види тоа што е погрешно. Hier schreibt man das, was ich dir schon gesagt habe. Тука се пишува тоа што јас веќе ти го имав кажано на тебе. Das, was ihr gesagt habt, ist eine große Lüge. Тоа што вие го имавте кажано е една голема лага. Das, was sehr teuer ist das eigene Flugzeug. Тоа што многу скапо е сопствениот авион. Ein einiges Problem ist das, was ich mir befürchtete. Еден единствен проблем е тоа што јас се плашев. И да дадеме примери за номен суперлатив. Diese Brille war das billigste, was ich kaufen kann. Овие очила се најефтиното што јас можев да го купам. Die Umsiedlung ist das Schönste, was mir passiert ist. Преселбата е најубавото што на мене ми се случило. Die Medizin ist das Beste, was ich studieren kann. Медицината е најдоброто што јас можам да го студирам. Die Sprache ist das Wichtigste, was wir lernen muss. Јазикот е најважното што ние мора да го учиме. Ана ist das Beste, was mir passiert ist. Ана е најдоброто што мене ми се има случено. Значи, кога зборуваме за номен суперлатив, може да се користи кој било од суперлативите. Овде дадовме само неколку примери од најчесто користените. И четвртиот и последен дел за ова видео со вежби се релатив прономен für unbestimmten Personen или односни заменки за непознати личности. Ке дадеме исто околу 15 на реченици како пример. Овде најчесто овие заменки опишуваат индефинит прономен или демонстратив прономен. Wer kein Glück hat, kann das Leben nicht erzeugen. Кој нема среќа, тој не може животот да го ужива. Wer Fisch mag, soll 1 Kilo pro Tag an Geld. Кој обожава риба, треба 1 кило на ден да лови. Wer noch Mut hat, soll sich anerkennen. Кој се уште има храброст, треба да си признае. Wer nicht Arbeit mag, bleibt hungrig seine Zukunft lang. Кој не обожава работа, останува гладен цела иднина.
Уште една реченица за номинатив. Wer oft Geld spart, der lebt reicher. Кој често штеди пари, тој живее побогато. Забележувате ли дека најчесто во овај случај односните заменки се користат во реченицата, но индефинит прономен или демонстратив често ги нема? Wer fleißig ist, findet sicher einen guten Arbeitsplatz. Кој е вреден, сигурно си наоѓа добро работно место. Wer neben Parkplatz wohnt, kann immer hier parken. Кој покрај паркингот живее, може секогаш тука да паркира. Оваа реченица е за акузатив. Für wen die Deutsch zu schwer ist, sollte sich eine andere Arbeit suchen. На кој германскиот претежок му е, треба да си бара друга работа. Wenn Fakultät nicht interessiert, der musste eine Arbeit finden. Wenn die Götter lieben, stirbt jung. Оној кој го сакаат боговите, умира млад. Одиме со уште неколку реченици. Исто и оваа реченица е во акузатив. Wenn man in seine Wohnung arbeiten, dem muss man auch helfen. На оној кој во неговиот стан работи, мора да му се помогне. Ова е датив реченица. Wem das Handy klingeln, der muss über alles reden. На кој мобилниот му звони, тој мора за се да разговара. Ich gebe das Geschenk jemand, wem ich will. Јас му го давам подарокот на некој кој јас сакам. Еве, во овај случај користиме jemand, неопределената заменка. Wem Arbeit nicht gefällt, sollte dringend eine Kündigung geben. На кој работата не му се допаѓа, би требал веднаш отказ да даде. И уште еден пример за датив и привршуваме. Wem es nicht gefällt, soll es Neues kaufen. Кому не му се допаѓа, треба ново да купи. Тоа беа односните заменки за денес. Се надеваме дека ви се јасни. Сега ќе направиме мала вежба во која ќе биде потребно вие да формирате релативни реченици или односни реченици со помош на овие односни заменки. На овај слайд имаме две пример реченици. Првата е во номинатив, втората во акузатив. Од обични реченици кои се Haupt- und Nebensätze треба да формирате една релатив зад во која ќе имате користено некои од соодветните односни заменки. Првата реченица, Man isst viel fast food и Man braucht eine Diät. Се јаде многу брза храна и потребна е диета. Од овие две реченици формирајте една релативна. А за акузатив, wir rufen morgen nicht an, niemand bekommt keinen Ratschlag. Ние не се јавуваме утре и никој не добива совет. Имате неколку секунди. Да ги решиме заедно. Номинативната реченица како односна би била Wer viel fast food isst, braucht eine Diät. Кој многу брза храна јаде, има потреба од диета. А акузативната реченица би можела да гласи Wenn wir morgen nicht rufen an, bekommen keinen Ratschlag. На кој нема утре да му се јавиме, нема да добие совет. И уште една вежба за крај, која ќе биде во датив.
Имаме две реченици и тоа ich bin verpflichtet и ich gebe jemand einen Preis. Јас сум задолжен и јас му давам на некого награда. Од овие две реченици треба да се формира една односна реченица. Wem ich verpflichtet bin, gebe ich einen Preis. На кого му сум јас обврзан, му давам јас награда. Се надеваме дека после ова видео односните реченици и заменки ви се појасни. Ако е така, кликнете лайк и следете на Instagram како германски јазик онлайн. Следното видео ќе биде за односни прилози во германскиот јазик, во кои исто ќе користиме односни реченици.